За да се поврземе со новата наставна содржина, потребно е да се поврземе и со оние кои веќе ги учевме. Пред се тука мислам на онаа за подем на Бугарија и Србија, односно периодот на создавање на Второто Бугарско царство и периодот на создавање на српската средновековна држава. Вам веќе ви е познато дека во 1185 година браќата Петар и Јасен крена едно востание против византиската власт и на тој начин го основаа Второто Бугарско царство, кое пак својата најголема моќ ја достигна во времето на владетелите Калојан и Јован II Асен. Паралелно, кон крајот на 12 век била создадена и српската средновековна држава од страна на Стефан Немања, која пак достигнала најголема моќ во времето на Стефан Душан, но за жал она држава на Стефан Душан се распаднала на повеќе помали феудални држави, значи значително ослабела и како резултат на таа феудална анархија која постоела во рамките на српската држава се осамостоиле бројни српски феудалци кои господареле на одредени простори на некогашното моќно српско кралство. Слична била судбината и со Бугарија, која гледате била поделена на две царства, едното со престолнина во Трново, тоа е Трновското царство, и другото е Видинското царство со престолнина во градот Видин. Така да од приложената карта може да заклучите дека балканските народи политички разединети ја дочекале османлиската најазда или навлегувањето на османлиските сили на Балканскиот полуостров, така да османлиите немале тешка задача да ги покорат балканските владенија, односно тука пред се мислам на Србија, Бугарија и Албанија, бидејќи териториите на Балканскиот полуостров, ке повторам, биле политички разединети помеѓу феудалците кои господареле на овие простори. Од самата карта, ова е карта на распадот на Душановата држава, ова со жолто се обележаните територии на кои владееле најзначајните или најкрупните српски феудалци, така да една од причините за слабењето и распаѓањето на Душановата држава по неговата смрт била феудалната анархија. Да се подсетиме што беше феудална анархија. Феудална анархија беше отцепување на крупните феудалци од централната власт и да се подсетиме што се случи со Душановата држава, односно да повториме што се случи со Душановата држава. Таа се распадна на повеќе самостојни феудални држави, што можете да видите и од приложената карта. Како ја дочекале османлиската опасност балканските народи? Повторуваме, таа ја дочекале разединети во постојани војни помеѓу себе. Слична била судбината и со бугарската држава. Рековме дека истата била поделена на две царства, Трновско со престолнина во градот Трново и Видинско со престолнина во градот Видин, а секако постоело и Добруџанското деспотство, така што Бугарија ја дочекала таа османлиска опасност или навлегувањето на османлиските сили на просториите на Бугарија, но во моментот ни е битно да запомниме дека Бугарија во предвечерието на војната со османлиите била поделена на Видинско и Трновско кралство, а бугарските градови биле под постојани напади на османлиските сили. Со Трновското кралство управувал Иван Шишман додека со Видинското кралство управувал Иван Страцимир. Иван Шишман управувал со Трновското кралство се до 1393 година, кога престолнината Трново потпаднало под османлиска власт. Судбината на Видинското кралство била нешто поинаква. Таа обстојувала уште неколку години подоцна, се до битката кај Никопол, кога во 1396 година османлиите извојувале величествена победа и на тој начин било ликвидирано
Видинското кралство кое подпаднало под османлиска власт. Слична била судбината и со Србија, деца, рековме, во битката на Косово поле, која се случило 1389 година, дошле во судир османлиските сили со здружената српска феудална војска предводена од кнезот Лазар. Единствен кој притекнал на помош бил босанскиот владетел Твртко. За жал и двајцата владетели загинале на бојното поле, како впрочем и речиси сите српски првенци. А за времето на битката бил убиен и турскиот султан Мурат I од страна на Милош Обилич, кој се дал заклетва дека утредента на бојното поле, нормално во предвечерието на битката, дал заклетва дека ќе го убие турскиот султан на бојното поле. Тој тоа и го сторил, влегувајќи во неговиот шатор под изговор дека се предава, тој го извадил својот мач и го прободел турскиот султан Мурат I, кој управувал или владеел во тоа време со османлиската држава и ја предводел османлиската војска во битката кај на Косово поле, но во оваа битка на Косово поле 1839 година српската војска била поразена, србите покажале извонредно херојство и јунаштво, речиси, ќе повторам, сите српски големци паднале на бојното поле и новиот турски султан, самопрогласениот турски султан Бајазид, со свежа коњица се втурнал и им го задал конечниот удар на јонака десеткуваната српска војска, а оваа битка е силно врежана во колективната меморија на српскиот народ и опеана во многу епски народни песни, посебно во српското народно творештво. На следната илустрација е прикажан кнезот Лазар, до него е Милош Обилич, кој го убил турскиот султан Мурат I, но вредно за споменување и јунаштвото на Јук Богдан и неговите 9 синови кои паднале на бојното поле. Така што реков, цветот или кремот на српското господство паднало на бојното поле, речиси сите српски великодостојници паднале на бојното поле и сега логично е да си го поставите прашањето што се случило со Србија по Косовската битка. Синот на кнезот Лазар, Стефан Лазаревич, морал да ја признае османлиската власт и да стане турски вазал. Што значи тоа да се стане турски вазал? Ова ќе го среќаваме почесто во периодот кој следува, бидејќи учиме нормално за освојувањата на османлиите не само на балканските држави, така што за ова ќе зборуваме и кога ќе учиме за потпаѓање на Македонија под османлиска власт, така што Стефан морал да ја признае османлиската власт и да стане османлиски вазал. Почнав да ви објаснувам што подразбира да се биде османлиски вазал. Тоа значи дека турскиот султан номинално ве оставал да управувате со територијата со која владеете, но за возврат морате да извршувате воена обврска и да плаќате данок. Така да Стефан Лазаревич учествувал во битката кај Никопол, учествувал и во Ангорската битка, во кој бил заробен, а подоцна во заробеништво и умрел турскиот султан Бајазид, така да по смртта на султанот Бајазид настапил период на династички борби за престолот на османлискиот престол практично, се до доаѓањето на власт на турскиот султан Мехмед II освојувачот, кој бил еден од најзначајните турски султани и вам веќе познат од кога учевте за Византија, кога во 1453 година успеал да
го освои Константинопол, со тоа да го добие епитетот освојувач, иако во тоа време Византија била мощна, слаба и сведена на една многу мала територија. Тој период, деца, на превирање на за Османлискиот престол го искористил Стефан Немања, се извинувам, Стефан Лазаревиќ, кој од византискиот император ја добил титулата деспот, со тоа Србија станала деспотство, а престолнина на српското деспотство било градот Смедерево, а подоцна турскиот султан Мехмед II во 1459 година го освоил српското престолнината на српското деспотство Смедерево и со тоа ставил крај на османлиското владење ставил крај на српската средновековна држава. Што се однесува до Албанија, деца, таа исто така била поделена помеѓу највидните феудални семејства во Албанија, меѓу кои секако најзначени се Балшиките, Топија, Кастриотите и така натаму. Дел од нив се спротиставиле нормално на османлиската војска, тука пред се мислам на Скендербег во првата половина на 15-тиот век, но најголемиот дел од турските феудалци преминале, се извинувам, во ислам, така што за да ги сочувува своите привилегии, бидејќи биле ослободени од голем број надавачки кои им биле наметнати на христијаните, така што албанските феудалци во голема мера го прифатиле исламот и на тој начин практично го политички разединети, впрочем како и Србија и Бугарија го дочекале османлиското навлегување на просторите на Албанија. Од приложената карта, деца, ги гледате систематските освојувања на Османлиската империја. Ова со црвено е Османлиската држава во својот најголем подем, кога истата се протегала на 3 континенти: Европа, Азија и Африка, а нормално тоа не се случило преку ноќ, тоа бил еден долг процес кој резултирал со повеќе вековно робство на балканските народи, бидејќи денеска ја земавме наставната единица за подпаѓање на балканските држави под османлиска власт. Со тоа јас би завршил, би ве посакал многу здравие, деца. Тука би ставил крај на ова мое предавање и се надевам дека во наредниот период ќе се видиме во училишните клупи што поскоро да помине ова пандемија, за да може што поскоро да се видиме нормално во училишните клупи. Со тоа јас би завршил, ве поздравувам и ви посакувам многу здравје.